Светот пред прагот на Трета светска војна. Ова видео ќе ви обезбеди структуриран и информативен преглед на актуелната ситуација, анализирајќи ги потенцијалните ризици и можностите за ескалација, како и меѓународните реакции и внатрешните предизвици. Не знам зошто во Македонија не известуваат по телевизиите многу и не ја прикажуваат ситуацијата каква е на теренот. Дали имаат забрана од некого? Ситуацијата е стварно многу сериозна, која може да доведе до Трета светска војна и уништување на целата човечка популација и целата планета за наредните неколку илјади години. Дали ситуацијата меѓу Русија и Украина води кон Трета светска војна? Добре дојдовте на канал Тампес. Канал Тампес е вашата прегледна точка. Со факти и докази ке ја раскинеме завесата. Заедно нека се зборува за она што е вистина. На вистина ли знаеме што се случува во светот околу нас? Денеска ќе се фокусираме на една исклучително важна и актуелна тема. Денес ќе дискутираме за тековната ситуација меѓу Русија и Украина и нејзините сојузници и ќе го разгледаме прашањето дали оваа криза може да води кон Трета светска војна. Да направиме преглед на моменталната ситуација. Ситуацијата помеѓу Русија и нејзините противници е многу сложена и динамична, со многу фактори кои влијаат на неа. Борбите меѓу Русија и Украина продолжуваат со неуморна жестина. На фронтовите како Купјанск, Лиман, Краматорск и Покровск, украинските сили имаат извршено напади врз руските позиции, нанесувајќи загуби на руската страна. Конфликтот е во тек и не е јасно кога ќе заврши или каков ќе биде конечниот исходот. Досега конфликтот резултираше со голем број жртви, како цивили така и војници, како и со значителна штета на инфраструктурата во Украина. Западот и други земји ставија големи санкции за Русија во одговор на инвазијата на Украина. Овие санкции вклучуваат замрзнување на средствата на Руската централна банка, ограничување на пристапот до меѓународните финансиски пазари и забрани за извоз на одредени технологии и стоки. Западот и други земји мислејќи дека санкциите ќе имаат значително влијание врз руската економија, предизвикувајќи економска рецесија, инфлација и девалвација на рублјата, тие сами си пукаа во нога. Русија презеде контрасанкции, насочени кон западните компании и земји со замрзнување на средствата, ограничување на пазари и забрани за извоз на одредени технологии и стоки, пошто во Европа рипнаа цените на се и ја доведоа Европа во нестабилна финансиска криза. Конфликтот имаше значително влијание врз глобалната економија, предизвикувајќи зголемување на цените во цела Европа на енергетските носители и храната, како и нарушување на ланците на снабдување. Ова прашање е еден од главните фактори за конфликтот. Русија смета дека проширувањето на НАТО кон исток представува закана за нејзината безбедност. Западот одби да го повлече барањето Украина да се приклучи кон НАТО, што доведе до дополнителни тензии со Русија. Можната ескалација на конфликтот, како и проширувањето на конфликтот на други земји, представуваат сериозни ризици. Дипломатското решение ќе биде тешко за постигнување, но е единствениот начин за трајно решавање на конфликтот по мирен пат. Додека таму гинат илјадници луѓе, сопругата на Володимир Зеленски пред 2 дена си купи хотел сосед цела плажа во вредност над 175 милиони евра, изгледа бизнисот со човечки животи убаво и моди. Постои голем ризик од понатамошната ескалација, вклучувајќи ја директната инволвираност на НАТО, што може да доведе до Трета светска војна. Русија продолжува со артилериски и ракетни напади врз украинската инфраструктура, предизвикувајќи големи штети и жртви. Ситуацијата е сложена и динамична, со многу фактори кои влијаат врз неа. Да видиме сега дали ова се индиции дека ситуацијата може да прерасне во меѓународен конфликт. Кина стави само еден дел од над 200 милиони војници од нејзината војска во готов спремни за ескалација и ако биде потребно ќе активира уште најмалку 300 милиони војници. Па сега видете во кој смер води целата ситуација. Тука се и другите земји сојузници на Русија кои се спремни за можен конфликт. Само Северна Кореја пред некој ден
и испрати на Русија повеќе од 2700 контейнери со времено оружје, што е многу повеќе од тоа што противниците на Русија сите заедно немаат испратено за Украина повеќе од 1000 контейнери. Анализа на потенцијалот за ескалација. Секогаш постои ризик дека конфликтот може да ескалира и да вклучи поширок регион. Ова особено е важно да се разгледа, бидејќи нуклеарната закана е реална и би имала катастрофални последици за целиот свет. Нуклеарна закана. Ризикот од употреба на нуклеарно оружје е сериозен, бидејќи и Русија и НАТО имаат значителни нуклеарни арсенали. Секоја ескалација која би вклучувала нуклеарно оружје би можела да има непредвидливи и уништувачки последици за целиот свет. Поддршка за Украина од западните земји. Западните земји продолжуваат да ја поддржуваат Украина со воена и хуманитарна помош, на што Владимир Путин опоменува веќе долго време дека секоја воена помош би значила директен удар на Руската Федерација. Овие земји, исто така, спроведуваат економски санкции против Русија и се обидуваат под наводници да посредуваат за мирно решение, а какво е тоа посредување за мир со испраќање оружје? Испратената воена помош вклучува напредно оружје и финансиска поддршка, што значително помага на украинските сили на бојното поле. Руските зајакнувања на врските со Кина, Индија и земјите од глобалниот југ се големи како дел од нејзината стратегија за мултиполарен свет. Русија ја намали зависноста од Западот, а Западот тоа го осети многу на нивната економија. Резиме на клучните точки. И покрај сериозноста на ситуацијата, мнозинството аналитичари веруваат дека големите сили ќе продолжат да бараат начини под наводници за избегнување директен воен судир. Додека не е неизбежно дека ова ќе води кон Трета светска војна, ризикот постои и потребни се напори за деескалација и дипломатија. Повик до гледачите, размислете убаво каде води целата оваа ситуација и би ви бил благодарен ако сакате да го напишете во коментар вашето мислење. Русија ги разгледува сите сценарија за специјална воена операција, изјави Путин. Во одреден момент Русија ќе мора да почне да брза и остро да се спротивстави, истакна шефот на Руската Федерација. Авторитетната аналитичка организација Глобсек објави детален извештај во кој се разгледуваат 5 најверојатни сценарија за развој на војната во Украина во 2024 и 2025 година. Ниту едно од овие сценарија не предвидува целосна победа на Украина во 2024 година. Извештајот, напишан како резултат на анкети на десетици експерти и специјалисти, како и моделирање на настани, реално ги оценува можните сценарија без прекумерен оптимизам или фантазија. Овде даваме преглед на извештајот, чиј автор е Јулија Осмоловска, Володимир Хаврилов и Хенадий Максак. Трета светска војна, акутни регионални конфликти и војни ширум светот. Со замаглување на војната во Украина се отворија и војни на Блискиот Исток и Кавказ. А сега западните земји и нивните сојузници го припремаат и Балканот и Македонија за воен конфликт, како и што сакаат да ги уклучат и Азија и Пацификот и така натаму. Ова сценарио предвидува неколку регионални конфликти кои ќе се појават ширум светот во 2024 и 2025 година поради перцепциите дека меѓународните институции не се во можност и толку моќни да ја поразат Русија. Па така они ќе ја префрлат топката на Балканот и Македонија, каде ќе испаднат на крај како победници, а ние балканците ќе им служиме само како топовско месо за они да изиграваат дека се премногу силни и моќни. Ви благодариме што бевте со нас денес. Би ви биле благодарни доколку го напишете и вашето размислување во коментар под видеото за оваа ситуација и како ја гледате од ваша гледна точка. Ако ви се допадна ова видео, не заборавајте да се претплатите на канал Тампес и да го споделите видеото со вашите пријатели, кликнете на копчето ми се допаѓа и да го вклучите звончето за нотификации. Се гледаме наскоро со нови интересни анализи. Канал Тампес ке се потруди да ви презентира во сите видеа концизни објаснувања и ефикасно да ви ги доставува клучните информации. Ако имате какви било прашања или сакате видео на некоја тема, оставете коментар подолу, а јас ке се потрудам најбргу што може да направам видео на таа тема што ќе ја побарате. Ви благодарам што го гледавте видеото и за вашето одвоено драгоцено време.